Вечерва со вас во Дневникот на КТВ. Лилијана Митрова. Почитувани гледачи, добро вечер. Го следите централниот дневник на КТВ телевизија, а во прилог настаните од денот. Општина Кавадарци го прави првиот конкретен чекор за решавање на деценискиот проблем со сместувањето и грижата за постарите граѓани. Избрана е компанија изведувач и подготовката за изградба на нов современ дом за стари лица е во завршна фаза, објави градоначалникот Митко Јанчев во гостувањето во емисијата ТВ Објектив на КТВ телевизија. Прва општина после 40 години каде што се тендерира веќе избран изведувач за изградба на старечки дом. Завршена работа, критикувани бевме и сме го поништиле така, вака, не знам. Општината Маркиц се направи, проектот го направи, над споменикот Чиро Крстев на одлична локација, 67 легла, 3 милиона евра инвестиција, каде што општината блок дотира најде околу 250 евра. Очекувам месец септември, па можеби за грозоберо да ги изненадиме нашите граѓани, да го ставиме камен темелникот на изградбата на домот со 67 легла и за година до година и пол за максимално брзо време го завршиме. Тоа ќе биде јавна општинска институција како дом за сместување и нега на стари лица, ќе биде на ниво на хотел, ќе биде на ниво на приватен дом, а нема да биде на ниво, не би уговарал, на некои домови каде што е страшно да погледнеш или да влезеш. Така да тоа сме го покажале и со самите интернат кои што го земавме за деца од никакви услови, направивме хотелски услуги со 3 или 4 звезди и нега максимално изгрижување на децата кои што доаѓаат од страна и бројот на деца од страна континуирано расте и доверието расте во општина Кавадарци, со тоа и се возможува нашите средни училишта да бидат побогати. Со реакција пред самиот почеток на бербата на грозјето се огласија од Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Кавадарци, од каде предупредуваат дека тиквешките лозари повторно влегуваат во соочување со ниски откупни цени, кои не го следат драстичниот раст на трошоците за производство. Од опозицијската партија јавно прашуваат каде се пратениците, градоначалникот и министерот за земјоделство да ги заштитат лозарите и порачуваат дека тиквешијата бара фер цена и почит кон земјоделскиот труд. Бербата на вранецот е пред самиот почеток, а лозарите од тиквешијата повторно влегуваат во најважниот период од годината со истата стара неизвестност, а тоа е по која цена ќе го продадат грозјето и дали ќе можат да ги покријат трошоците за цела година работа. Откупните цени годинава се утврдени на 21,8 денари за килограм вранец и 20 денари за килограм смедеревка, односно повисоки за 0,5 денари и 1 денар во однос на минатата година во ситуација каде имавме зголемување на сите трошоци на производството, горивото, ѓубривата, препаратите, работната сила и сите останати трошоци за производство се зголемија. Лозарот денес вложува значително повеќе за да произведе 1 килограм грозје, а за својот производ повторно добива цена која не го следи растот на трошоците и тука проблемите не завршуваат. Понатаму во соопштението од СДСМ, Општинска организација Кавадарци, се додава: објавените откупни цени кои се ниски, власта дополнително им остава простор на винарските визби да можат да ги намалуваат дополнително. Лозарите повторно се соочуваат со 8% намалување на откупната цена при авансна исплата, одредба која уште минатата година се бараше законски да биде укината. Наместо лозарот да биде заштитен, повторно му се остава можност да биде уценуван со авансна исплата да добие уште помалку за својот труд. Покрај ова, при објавувањето на откупната цена, министерот не го кажа критериумот за шеќерност на двете сорти на грозје, кој остава простор винариите дополнително да ја намалуваат цената. Се најавува дека одредени винарии ќе бараат повисока шеќерност од реалната технолошка зрелост на грозјето и за секоја шеќерна единица пониска од утврдената од страна на винаријата ќе се намалува дополнително откупната цена, пишуваат од СДСМ и додаваат: така лозарите ќе добиваат откупни цени многу пониски од она што ја најавуваше министерот и кој ќе ги заштити лозарите од ова. Каде се сега пратениците од Кавадарци, Зоран Јованчев и Весна Ѓоргиева, кои гласаа против укинувањето на одредбата за 8% намалена откупна цена? Каде е градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев? Каде е министерот за земјоделство Борче Серафимовски? Каде се конкретните мерки за заштита на лозарите? Прашуваат од СДСМ
и констатираат: цела година лозарите произведуваат, цела година вложуваат, цела година ризикуваат, а кога ќе дојде бербата, повторно се оставаат сами да се снаоѓаат со винариите и со условите кои некој друг ги поставува. Ова не е прашање само на една берба, ова е прашање на опстанокот на лозарството во тиквешијата. Лозарите не бараат милост, лозарите бараат фер цена и почит кон лозарскиот труд, пишуваат во соопштението од Општинската организација на СДСМ Кавадарци. Со реакција на соопштението од Општинската организација СДСМ Кавадарци, денеска се огласија од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци. Од тука ги обвинуваат нивните политички противници за ширење дезинформации, политички конструкции и создавање паника кај лозарите непосредно пред почетокот на бербата. Од ВМРО ДПМН истакнуваат дека тврдењата за наводно предавство на лозарите се целосно неточни и представуваат обид за злоупотреба на земјоделците за дневно-политички цели. Повторно сме сведоци на обид на СДСМ преку политички конструкции и манипулации да создава паника кај лозарите непосредно пред бербата, наместо факти, манипулации, наместо решенија, партиски памфлети, пишуваат и реагираат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци. Тврдењето дека власта ги предала лозарите е целосно неточно и представува уште еден очаен обид на СДСМ реалната загриженост на лозарите да ја злоупотреби за дневно-политички цели. Лозарите од тиквешијата не заслужуваат политичко лицемерие и празни зборови, особено не од оние кои со години имаа можност да ги решаваат проблемите во лозарството, а зад себе оставија нерешени прашања, проблеми со откупот и неисплатено грозје. Сега непосредно пред бербата СДСМ повторно се обидува да ги плаши лозарите со полувистини, селективно презентирани информации и тенденциозни напади врз пратениците, градоначалникот и министерот. Да бидеме јасни, лозарството не може да се сведе на едно партиско соопштение, ниту проблемите може да се решаваат со политички пароли. Особено е важно јавноста да знае што се случуваше во времето кога СДСМ беше на власт, реагираат од ВМРО ДПМН Кавадарци. Во соопштението понатаму се додава: токму тогаш беше изгласана измена на законот со која беше овозможено доколку самиот земјоделец побара грозјето да му биде исплатено веднаш при неговото предавање во преработувачките капацитети, наместо во законски утврдените рокови, винаријата да изврши предвремена исплата со намалување од 8% од вкупната цена на предаденото грозје. Значи не станува збор за тоа дека грозјето се плаќало 8% помалку како општо правило. Станува збор за законски уредена можност за предвремена исплата по барање на самиот земјоделец пред истекот на редовните законски рокови, при што за таквата предвремена исплата била предвидена разлика од 8%. Ова е факт кој не може да се менува со партиски соопштенија. За разлика од тоа, сегашната влада, предводена од ВМРО ДПМН, презеде конкретен чекор и обезбеди нови 10 милиони евра помош при откупот на црвеното грозје. Со оваа мерка директно се интервенира во период кога се појави сериозен ризик за откупот во услови на светски тренд на намалена потрошувачка на црвено вино. Тоа е разликата. Едни нудат политички конструкции, другите преземаат конкретни мерки. Наместо СДСМ да шири дезинформации за наводно предавство на лозарите, нека одговори зошто, кога тие беа на власт, лозарите со години се соочуваа со неизвестност, проблеми со откупот, неисплатено грозје и низа други нерешени состојби. Денес на лозарите не им требаат партиски препукувања, им требаат стабилност, сигурност, откуп и конкретна институционална поддршка, пишуваат во реакцијата од ВМРО ДПМН Кавадарци и додаваат: Кавадарци и тиквешијата не се место за политички експерименти, тука лозарството е екзистенција, традиција и начин на живот. Затоа ги повикуваме од СДСМ да престанат да го користат трудот и маката на лозарите како алатка за дневна политика. Лозарите најдобро знаат кој е со нив кога е најтешко, а кој се појавува со политички пароли кога наближуваат избори и берба. ВМРО ДПМН Кавадарци ќе продолжи доследно да ги застапува интересите на лозарите и земјоделците и да се залага за стабилно, сигурно и одржливо лозарство во тиквешијата. На лозарите им требаат решенија, а не политички манипулации, завршуваат во својата реакција од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци.
Кој ќе сноси одговорност за промашеното знаме и понижувањето на државниот символ? Прашаа на денешната пресконференција од опозиционата Социјалдемократски сојуз на Македонија. Почитувани граѓани, на денешен ден, 1992 година, Македонија го усвои своето знаме и Македонија усвои својата химна. Ете точно кога владата на Мицковски го направи скандал, овој дебакл со нашето македонско знаме. На нивната официјална организирана прослава по повод 35 години од независноста на државата, платена со милиони евра народни пари, Мицковски и неговата влада ја понижија државата и ги понижија граѓаните. И наместо да кажат кој е одговорен, наместо да објаснат колку пари чини ова понижување, и наместо, што е најважно, да им се извинат на граѓаните што ги понижија нивните чувства, вчера се обидо со едно трагикомично објаснување да се оправдат дека всушност тоа што го видовме со така нареченото македонско знаме било, верували или не, уметничка инсталација. Значи за Мицковски, за ВМРО, за владата, државното знаме не е свет државен символ, туку е, цитирам, уметничка инсталација. И сега повторно, како рефлекс, се вратија на омилената тема. На народот, на СДСМ, односно на талогот. Кога ќе направат грешка, виновен е СДСМ, виновен е народот. Кога ќе понижат државата и државен символ, повторно виновни се граѓаните и талогот. Кога немаат резултати, повторно некој друг им е виновен. Тендер патриотите не знаат како изгледа знамето на државата, но многу добро знаат како изгледат бугарските пасоши и како се прават фирми во Бугарија. Тие многу добро знаат што е патриотизам, кога патриотското крадење на патриотските пари преку патриотските тендери си го организираат перфектно. Меѓутоа, она што сакаме денеска да го истакнеме на пресконференцијата е следно. Додека Мицковски една екскурзија се одвива на срамно одбележување на независноста на нашата држава, недостасуваат клучни факти. Недостасува членството во НАТО, недостасува членството во Обединетите нации, недостасува кандидатскиот статус во Европската унија. Значи се прави ревизија на клучните историски факти, што е многу важно да го напоменеме. Зошто се прави оваа ревизија? Затоа што всушност ВМРО го нема во ниту еден од државните успеси кои што е постигнала Македонија. Напротив, токму СДСМ ги има направено сите најважни државнички чекори. И ова што беше објавено како спот и целиот тој проект е потврда за тоа што денеска го кажуваме. Каде денеска ќе беше Македонија, каде денеска ќе беше нашата држава, ако ВМРО беше цело време на власт? Немаше да имаме држава. Да подсетиме дека токму они го газеа македонското знаме на Мечкин камен. Значи, ова не е прв инцидент. На нас да се случуваат патриотите да имаме вакви инциденти. Или газење, или понижување на македонското знаме. Она што сакаме денеска исто така да го соопштиме и да го отвориме како тема е дека за ова мора да има последици. За срамната прослава со понижување на македонските државни символи за знамето, законот јасно предвидува санкции. Според член 4 од Законот за употреба на грбот, знамето и химната, државното знаме исто така јасно е наведено како може да се употребува државното знаме. Има и казнени одредби, тоа е член 30 од овој закон за прекршачна одговорност доколку организаторот на јавен настап по грешка или незнање истакне погрешно знаме. Денеска бараме владата да го прекине молкот и конечно да излезе пред граѓаните. Да каже која фирма го направи погрешното знаме. Кој беше задолжен за визуелниот
перформанс. Колку народни пари чини оваа прослава и кој ќе сноси одговорност за ова понижување на Македонија, на незините државни символи и на незините граѓани. Кога немаат идеи и резултати, во СДС произведуваат конфликти за да останат во центарот на вниманието, порача портпаролот на ВМРО-ДПМН Валентин Манасиевски. Кога немаат идеи и резултати, во Социјалдемократскиот сојуз произведуваат конфликти за да останат во центарот на вниманието. Суштината на политиката што ја гледаме од раководството на талогот Венко Филипче е Македонија да зборува за инциденти, расправи и поделби. Затоа што тие се навикнати на таков начин на водење на држава, па сега мислат дека така повторно и ќе дојдат на власт. Таа политика излезе на виделина кога пратија осудени насилници да направат инцидент во Новосело, токму кога и председателот Мицкоски беше таму. Евтимов и Стојанов, децата на Заев, осудени насилници, без проблеми се ставија на располагање на Филипче и без никакво размислување отидоа да направат инцидент. Но граѓаните ги прочитаа. Граѓаните знаат дека од овој социјалдемократски сојуз, освен создавање на хаос и инциденти, проблеми и манипулации и друго и не може да се очекува. Братучедот на Елиф Елмас потпиша за Тиквеш. 20-годишниот Мухамед Елмас во Кавадарци доаѓа од екипата на Македонија Ѓорче Петров. Екипата на градскиот фудбалски клуб Тиквеш продолжува да го засилува играчкиот ростер, а тренерот Богатинов сака да ја збогати ротацијата на секоја една позиција во тимот, и тоа особено со млади и талентирани фудбалери. Ново име во составот на Кавадарчани е македонскиот младински репрезентативец Мухамед Елмас. Тој доаѓа од екипата на Македонија Ѓорче Петров и во Кавадарци се сели за да го засили тимот на Тиквеш, кој пак одлично стартуваше во новата сезона во првата македонска фудбалска лига со 2 убедливи победи по 2 кола. Елмас важи за еден од најдобрите млади играчи во Македонија, но повредите засега го спречува да го покаже сиот свој потенцијал. Да се надеваме дека истите овој пат ќе го избегнат и ќе има полна минутажа во Кавадарци. Станува збор за фудбалер кој најчесто игра како офанзивен играч за врска, но може да одговори на позицијата десно крило. Неговата посилна страна е левата нога. Елмас е роден на 31. јануари 2006 година во Скопје, висок е 180 см, а има и настапи за младата репрезентација на Македонија до 21 година. Во својата кариера Елмас има настапувано и за работнички и гостивар, иако презимето ви е познато, тој е братучет на македонскиот репрезентативец Елиф Елмас. Македонија ќе игра на светското првенство за кадети следната 2027 година. 9-то место на Европското првенство во Белград носи и директно учество на континенталниот собир во 2028 година. Машката ракометна кадетска репрезентација на Македонија учествуваше на Европското првенство во Србија. Нашите момци имаа лош старт на првенството, но сепак континенталниот шампионат го завршија на одличното 9-то место во Европа. Нашите надежи зад себе ги оставија големите имиња на европскиот ракомет како Португалија и Норвешка, но и до вчерашниот европски шампион во оваа кадетска конкуренција репрезентацијата на Шведска. Репрезентацијата предводена од селекторот Горан Кузмановски по 3 порази во групната фаза одигра одлично во вториот дел, влегаа во победнички ритам и ги совлада Италија, Турција, Фарските острови и Португалија, а на крајот во директна борба за 9-то место бевме подобри и од Израел. Ова значи дека оваа генерација директно се пласираше за младинското европско првенство 2028 година. А со оглед на тоа што Македонија е домакин на Европското првенство 2028 за кадети и генерацијата на Никола Матлиевски ќе игра на континенталниот собир директно. И најважното,
Фактот што сме 9 во Европа официјално значи дека Македонија директно се пласираше и ќе игра на светското првенство за кадети следната 2027 година. Да ја проследиме и временската прогноза. Сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Ке дува слаб до умерен, а наместа повремено засилен ветер од северен правец. Температурата ќе биде до 40 степени. Во четврток и во петок попладне ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално ќе има услови за невреме со пообилен пороен дожд за кратко време, силен ветер и наместа појава на град. Температурата ќе опадне за неколку степени. Во деновите од викендот и почетокот на новата седмица, времето ќе биде стабилно, а дневната температура ќе биде во постепен пораст. Тоа беше се во овој централен дневник на КТВ телевизија. Ви благодарам што бевте со нас и ви посакувам пријатна вечер.